Во Македонија има речиси 600 невработени магистри и 17 невработени доктори на науки, покажуваат податоците на Агенцијата за вработување. Причина за ова е отсуството на стратегија за вработување прилагодена на потребите на пазарот за труд, вели универзитетскиот професор Лазар Јовевски. Заради неусогласеността на потребите на пазарот на труд и образовниот процес. Значи, едукацијата, образованието, стекнувањето на особено високи дипломи од аспект на магистериум и докторат треба да биде усогласено со потребите на нашата економија, на нашиот политички, економски, правен систем. Ако се остави стихино да се секој одлучува што и каде ќе студира, а нашата економија, нашата држава нема потреба од тој тип на работни места, тогаш вие само стимулирате невработеност. Поголем проблем од невработените доктори и магистри се оние кои заменуваат во странство. За да образува еден доктор на науки, државата троши илјадници и илјадници евра, а на крајот голем дел од нив, како готови производи, заменуваат во некоја од развиените држави. Луѓе кои што имаат високо образование, кои што се експерти во својата област, меѓутоа немаат каде да се вработат во Македонија. И најчесто овие луѓе откако ќе заклучат дека не може да го осторат своето право на вработување во својата земја, се нудат на пазарите на труд надвор од Македонија. Неприлагоденоста на образовниот систем со пазарот на труд создава и други проблеми. Цели стопански гранки, како земјоделството, а се повеќе и индустријата, се соочуваат со недостаток на кадар, па дел од компаниите веќе почнаа да увезуваат работници од странство. Во меѓувреме, според Агенцијата за вработување, Македонија бележи намалување на невработеноста, но нема точен податок дали тоа е резултат на излевање на кадар и вработување во странство или во домашната економија. Од приватните агенции за вработување пак велат дека има се повеќе огласи од домашни, но и од странски компании кои бараат работници. А недостатокот на работна сила во Македонија пак е најголем за време на летото, кога компаниите од регионот поради повисоки плати се попримамливи за македонските работници. Сакала да напоменам дека најмногу од излазот од Македонија секако и секоја година се во ugostителски сектор, луѓето заменуваат на летна сезонска работа во приморските места, особено Хрватска, особено Грција во летниот период после мај. Најмногу работни места кај нас има во трговската и прехранбената индустрија. Во овие индустрии недостасуваат кадри повеќе години поред. Додека пак најмногу ново отворени работни места има во април, бидејќи компаниите се подготвуваат за летниот период.